Поради пандемијата со коронавирусот беа прекинати систематските прегледи кај децата. Палетниот период во оделението за детска и превентивна стоматологија при јавната здравствена установа Здравствен дом во Тетово се користи за вршење стоматолошки прегледи и залевање на трајните заби кај децата. Родителите на учениците од прво до трето оделение можат да ги донесат во службата секој работен ден од 9 до 13 часот. При тоа се препорачува почитување на протоколите за заштита, односно носење маска и држење растојание. Превентивните прегледи за децата, училишните деца, кои што редовно секоја година се спроведуваат во текот на учебната годинава, за жал, поради пандемијата со COVID-19, неколку генерации беа прекинати. Станува збор за училишни деца од прво, второ и трето одделение, од училиштата во Тетово и околните општини, односно општина Брвеница, општина Боговиње, Теарце, Јегуновце и Желино, кои што сега ќе треба во текот на летниот распуст, заклучно со 30 август, индивидуално родителите да ги донесат тие деца тука во одделението за детска и превентивна стоматологија при ЈЗУ Здравствен дом, секој работен ден помеѓу 9 и 13 часот, за да се изврши тој систематски стоматолошки преглед и залевање на трајните запчиња. Бидејќи е малце тешко изводливо носењето на деца како во текот на учебната година организирано од училиштата, затоа е овој апел до родителите индивидуално кога ќе најдат можност. Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца која во нашата земја се спроведува околу 13 години, дава позитивни резултати. Во последниве неколку години кариес индексот е намален. Долги години веќе го работаме ова кај училишните деца. Можам да напоменам, сега веќе имаме одредени податоци, бидејќи долги години се работа. Пред да почнат овие стратегија, оваа програма, кариес индексот кај нас во Македонија беше над 6, што значи кај секое дете во просек имаше повеќе од 6 заби или расипани, или пломбирани, или извадени. Тоа е КЕП индексот. Сега веќе како што поминуваат годините со оваа стратегија, генерално на ниво на држава се намали некаде на околу 2,5. Така да итекако има улога, бидејќи здравието, како што знаеме, е поврзано, оралното здравје итекако е битно и за изгледот, но и за целокупното здравје на организмот кај дечињата, и добро е да се ствараат на крај крајва и тие навики за посета на стоматолог, затоа што на овој начин децата најмалце еднаш годишно доаѓаат тука од прво до седмо одделение. Во оделението за детска и превентивна стоматологија при ЈЗУ Здравствен дом Тетово во изминативе 15 на дена на стоматолошки преглед дошле 1500 деца од околу 5500 ученици од прво, второ и трето оделение.